Добар ден на сите. Многу ми е мерак што денеска тука со мене е Катерина Бошевска, генерална директорка на EOS Matrix Македонија. Катерина, добре дојде во нашиот подкаст. Многу ми е мило што си тука. Имавме и краток разговор со тебе пред да почне оваа епизода. Ти си дефинитивно човек од кој што може човек многу да научи. Многу ми е мило за вашата активна инволвираност околу целиот настан, за вашата активна поддршка и би сакал да се заблагодарам што си тука и за почеток би сакал да ни раскажеш што е тоа што тебе ти помага да бидеш иновативна во твојата работа, што е тоа што EOS Matrix како компанија која што беше признаена на бизнис лидер и уважена, што е тоа што вас ве движи напред за сите тие иновации што ги правите во рамките на вашата компанија? Ви благодарам на поканата и мене ми представува навистина задоволство да сум денес овде и да го имаме овој пријатен разговор. Да, убаво, го отворивме некако дискусијата. Во секој случај интересно прашање и убаво вака за отварање, нели, да се отвори енергијата. Добро, јас би започнала баш во она што е, нели, суштината. Бидејќи некако јас и кога се развивав и растев, многу се потпирав на филозофијата и многу ги читав овние познати филозофски мислители, тоа нели оние средношколски денови. Тука јас би истакнала мислата на Конфуција: најди си работа која ја сакаш и всушност нема да работиш, туку ќе уживаш. Предпоставувам тоа е она што е во основата или во сршта на тоа како ја работа мојата работа и што е она што ме води кон успех. Иновацијата е составен дел од мојот живот. Мислам дека треба да биде така и во секој бизнис, затоа што колку и да мислиме дека бизнисот е поставен, тоа е тоа и не може да се менува, не е баш така. Постојано се менува светот околу нас и ние треба да најдеме начин како менаџери како тоа што се менува во светот околу нас да го имплементираме, односно направиме, да му најдеме импакт на она што го работиме, нели, во нашите организации. Тоа се трудам да го направам. Сега за тоа, нели, не е доволна само мојата енергија, потребен е тим. Тие што работат со мене знаат дека навистина е потребно да има голема енергија човек за да може, нели, да ме следи, и особено сум благодарна на целиот тим кој што ме обкружува и мислам дека сите заедно сме заслужни за овој успех што го постигнавме и за ова признание кое што ни го доделивте, нели, на бизнис лидер настанот. Оно што ме интересира, пошто спомнавте многу интересни работи, дали најтешката, да речеме, задача на еден лидер е како да најде и да идентификува луѓе кои што се спремни да растат, да се развиваат заедно со тој лидер? Како е најлесно да се дојде до вакви квалитетни луѓе кои што знаеме дека секогаш е еден проблематичен дел во нашите бизниси? Да, ќе се сложам со тоа. Тоа е најголемиот предизвик, нели, на секој менаџер, да го дефинира тимот околу себе. И јас тука не би се обврзувала толку дека тимот мора да е тој и да не го менуваме. Убаво е да има промени, нели, во тимот и во луѓето кои не обкружуваат. Она што е најважно е да идентификуваме кој е оној кој што има потенцијал и кој што можеби и ние можеме да придонесеме кон негово развивање, нели, понатамошно. Токму на тоа јас некако сум посветена и во тој дел и ние како менаџери треба постојано да работиме со себе за да можеме тоа да го постигнеме. Тоа е она, нели, страна на лидерството кое што, нели, како велат, и лидерството е вештина, нели, и таа се негува, се продлабочува, можеме да ја усовршуваме, нели, доколку сме отворени кон промени и ние како менаџери. Така да во таа насока, еве, јас и неколку пати сум го кажала тоа до сега, мојот тим се трудам да го идентификувам така што навистина ќе ги запознаам многу подобро луѓето и особено имплементирам една нова димензија во нашето работење, а тоа ја осврнувам големо внимание и на чувствата. Чувствата или емоциите се составен дел, нели, на нашето секојдневно работење и од тука сметам дека доколку обрнеме внимание на чувствата и емоциите во рамки на работната средина, ќе можеме да придонесеме кон поуспешно заедничко работење. Мене за тоа особено ми помагна Генос,
нели тоа е алатка нели за проценка на емоционална лидерство, на емоционална интелигенција, така да во таа насока имплементирајќи го тоа во моето секојдневно работење, навистина ми помогна да им помогнам и на моите луѓе, моите соработници околу мене да бидат подобри во тоа што го работат. Ете, тоа е еден дел од она што јас го правам. Супер, спомнавте емоционална интелигенција. Се повеќе и повеќе се зборува за ова. Колку реално се следи ова од компании кај нас? Колку треба повеќе да посветиме внимание на ова? Колку треба и оној момент на доживотно учење да го практикуваме како мисија и визија во рамките на нашите компании за луѓето да сватат дека ако се стигнал со вештини до некаде не значи дека си завршил работа, дека нема крај на тоа и колку вие сте поборник за такво нешто. Да, во наши рамки можем да кажем дека и многу малку се практикува. Впрочем, од она што јас бев како сознание, јас бев дел од првата генерација нели на сертифицирани генос практиционери нели во нашиот, ја мислам дека е во тек третата генерација која што се сертифицира и мислам дека станува збор за свесност на лидерите, на менаџерите, за тоа колку е навистина важна емоционалната интелигенција како дел од работното место. И од тука ќе се сложам дека е потребно повеќе да се даде на значење на овој сегмент нели од лидерството. Би ги охрабрила нели менаџерите, лидерите да се доусовршуваат, затоа што впрочем пак ќе кажам, пак ќе го поврзам тоа со она што оставило импакт од мојот развој нели во средношколските денови, нели друг филозоф Сократ рекол јас знам дека ништо не знам и колку повеќе нели ние го прошируваме своето знаење, толку сме подобри во она што го знаеме. Тоа е една девиза во мојот живот и јас навистина тие што ме познаваат знаат дека сум поборник за доживотно учење и континуирано усавршување. Колку е тешко да се изгради професионална организација? Значи, приметувам дека во Македонија добар дел од бизнисите кои што успеваат и кои што стигаат до одредена граница, ќе стигнат до некаде, ќе допрат некој плафон и понатаму имаат идеја и визија како да го направат тоа, меѓутоа растот е многу бавен, многу тежок, многу трновит. Дали тука веќе со тек на време треба да ангажираме професионални менаџери кои што паралелно со нас ќе работат на раст и развој на таа организација, дали можеби насока е консултанти да земеме во нашите фирми, што е тоа што помага за професионализација на организацијата, при тоа да не се изгуби на убав момент што го спомнавте, таа емотивна жичка бидејќи нели не сакаме да станеме корпорација во која што нема чувства, сакаме да станеме поголема професионална организација која што дава повторно назад кон своите вработени. Да, од тука мојата порака е следна, да не бидеме роб на организацијска структура и организацијска хиерархија. Тоа е генералната грешка. Секоја компанија мора да има организацијска структура. Јас сум за нели да се знае нели ингеренција, одговорности, нели меѓусебна поврзаност, нели линиска, хоризонтална, вертикална. Меѓутоа, повеќе сум поборник за она меѓусекторска комуникација и соработка и особено тука би стакнала дека организацијската структура не може да биде фиксна и зададена за подолг временски период на постоење на една организација. Она што јас го практикувам е многу честа промена на организацијската структура. Организацијската структура на компанијата мора да го рефлектира она што е потребно на компанијата за да се развива и да се усовршува. Ако бидеме роб на таа една организацијска структура што сме ја дефинирале и сега сметаме дека во рамки на таа ние ќе мораме да го гледаме и да го развиваме нашето предпријатие, во тоа нема да успееме. Значи, ние мораме да сватиме дека една динамична и флексибилна организацијска структура ќе ни придонесе да секој од нашите вработени го пронајде своето место, односно организацијската структура треба да ги следи вработените во нивниот развој и нивното усовршување. Нели? Затоа што не е само унапредување во делот на хиерархијата или во делот на напредување во рамки на организацијска структура. Унапредувањето на вработените се гледа и во делот на квалитетот и длабочината на работите кои што ги извршуваат. Значи суштината, ние многу ја занемаруваме суштината во нашето вака севкупно општествено нели обкружување, а многу е важна суштината на она што го правиме и суштината на нашите постапки, нашите действија. Ако суштината води кон унапредување и усовршување индивидуално на секој поединечен наш вработен, тоа секако ќе донесе кон развој на организацијата како целина. Ова е многу убав коментар, особено поради тоа што
тука веќе им се дава и на самите наши колеги вработени простор секој да се пронајде себе си. Каде е во таа организацијска структура, колку може да придонесе без разлика на титулата, бидејќи на крајот на денот нели е она што го спомнавте на почетокот. Ако работиш нешто што го сакаш, ќе се чувствуваш исполнет. Да, финансиската надокнада и останатите бенефиции помагаат, бидејќи нели сепак на крајот од денот работата треба да донесе мотив за да можеме да живееме подобро и се, меѓутоа ако сме исполнети на работно место, одма е полесно. Како тука усовршувањето на вештините на вработените помага и колку треба да се стави акцент на тоа? Па треба да се посвети големо внимание, особено во денешно време кога се достапни различни типови нели на програми. Вработените треба да почувствуваат дека организацијата и нивните претпоставени се грижат за нивното развивање. Особено ако се посветени работат пожртвувано исполнувајќи ги своите работни задачи. Значи најголема грешка се прави доколку гледаме дека некој работи својата работа, се посветува, резултати има, да сме ние како менаџери задоволни од тоа и супер да гледаме само финансиски да го наградуваме вработениот. Што не секогаш ќе оди кон тоа да вработениот и биде навистина среќен и задоволен. Мораме да дадеме можност за нивно доусовршување во стручноста, во некој нов елемент од она што е поврзано со неговата работа, што тој ќе го почувствува дека навистина му придонесува да извршува работата подобро. Ние како компанија особено посветуваме внимание за тие обуки до едукација на нашите работи. Имаме посебни програми за идентификување на таленти, тоа е дел од нашите основни вредности нели за корпоративна одговорност. И овде на локалниот пазар соработуваме нели со платформи кои што нудат таква едукација. Овде ќе ја споменам М6 едукативната програма, во која што сме дел од бордот нели на компании кои што на некој начин ја етаблираат таа платформа кај нас и нудат навистина интересни програми кои што ги доусовршуваат квалификациите на нашите вработени. Овде ќе кажам, јас тука сум посветена на средниот менеджмент и пониските ешалони на управувачки координативни структури во организацијата. Секако топ менеджментот, доколку има таква програма, да, но она што ми е интересно тука е што се нудат програми кои што дават поширок диапазон, опфат на поширок спектар на работни позиции и поголем број на вработени, што е она што треба да се стремиме, не да тоа биде привилегија само на одредени позиции во рамки на организацијската структура. Сите треба да се почувствуваат вреднувани во рамки на една организација. И ова е многу интересно, бидејќи еве средниот менеджмент е, да речеме, една посебна категорија која што е многу интересна, бидејќи до вчера некој бил rising star во својата компанија, бил надобар во некоја вештина, и однаш сега има одговорна позиција, има одговорност за повеќе луѓе. Треба да управува со нив, треба да решава конфликти и слично. Колку лесно луѓето кога ќе дојдат на оваа позиција можат веднаш да влезат во таа улога, или им треба време, како што спомнавте, и обука за да разберат нивото на одговорност која што имаат и како да се сносат со тие одговорности, па дури како да решаваат конфликти. Да. Добро, неколку аспекти споменавте. Најнапред да кажам зборува за средниот менеджмент. Оние кои што се со мене нели од почетокот на моето управување со компанијата знаат дека јас целото управување го потправ и го темелев на средниот менеджмент на нашата организација. Сметам дека средниот менеджмент е најзначајната алка во една организација и треба да се посвети посебно внимание на лидерството на тие позиции. Токму на тие позиции, затоа што се очекува нели дека оние кои што се на високи раководни менеджмент позиции веќе имаат одредена свесност за својата припадност и за тоа што треба да придонесат и како да придонесат за компанијата, односно да го следат нели врвниот менеджмент, додека да средниот менеджмент треба е тој кој што треба да се почувствува дека е вреднуван и дека се цени неговата работа. Така да ја навистина многу го ценам средниот менеджмент во рамки на мојата организација. Мислам дека вработените тоа го чувствуваат и го знаат. Се трудам токму тие да бидат предмет на тие дополнителни едукации и обуки и на некој начин сите најнови проекти сега се трудиме со моите соработници од бордот на директори на компанијата да ги дедицираме, значи да им ги посветиме токму на средниот менеджмент за да можат тие да бидат оние кои што ќе ги имплементираат и верувајте тогаш тогаш резултатите се сосема различни и целата компанија тогаш живее со она што се имплементира како новина, како нов проект или како промена која што сакаме да ја воведеме.
Тоа е, мислам, на кратко вака околу средниот менеджмент. Што се однесува до тоа која е нивната улога во совкупното работење, мислам дека се сложувам, потребно е да се поддржат, а верувајте дека ако средниот менеджмент се чувствува интегриран во се што работи високиот менеджмент на компанијата, многу малку имаме ситуации кога се јавуваат одредени конфликти, сепак не можеме да ги избегнеме, ние сме таква средина каква што сме, такво општество какво што сме, конфликтите се составниот дел на нашиот живот и верувам дека на секој организација, не можеме да кажеме дека е се безпрекорно, нели, секоја организација се соочува со одредени моменти, нели, на конфликти или конфликтни ситуации. Битно е да знаеме како, убаво рековте, како да се справуваме со конфликтите. Ние исто како организација во делот на нашата едукација на менеджментот и средниот вклучително имавме многу работилници за справување со конфликти. Ние си имаме надворешни консултанти кои не поддржуваат во тој процес на едукација на нашите вработени и справувањето со конфликти беше составен дел на тие наши работилници и на тие наши едукации во програми за обука во кои што сме се труделе да дадеме алатки како луѓето да се справуваат со конфликтите. Она што функционира кај нас е комуникацијата. Значи се трудиме. Ме предухитрите за следното прашање. Колку отворена комуникација е битна за една организација? Ние се до сега што сме правеле како едукација се заснова на комуникација и отворена комуникација. Пак ќе кажам, се зависи од личноста, од вработените, колку ќе ја прифатат отворената комуникација. Ние сме имале вработени кои што сметале дека кај нас нема простор за отворена комуникација, а имаме вработени се уште кои што сметат дека имаат простор да си го кажат своите размислувања и кај нас мислам дека тоа и се практикува. Доволно се добро обучени моите колеги и знаат кога ќе почувствуваат дека добиле покана за конфликт, да разговараат, да го викнат колегата и во еден разговор ја расчистат целата работа и иако имаат спротивставени мислења и ставови. Да, но тоа е многу здраво да се има спротивставени ставови, така? Да. Не е ништо тоа спротивно и ние често тоа и го гледаме на нашите состаноци. Меѓутоа, пак ќе кажам, зависи многу и од личноста, индивидуално. И затоа е важно луѓето и вработените да ги прифатат овие програми, овие едукации, да разберат зошто се потребни здрави, значи за да може да преку таа отворена комуникација на тоа да ги додадеме имплементирањето на емоциите во рамки на управувањето и така да може да придонесеме кон заедничко развивање. Не секој може да се вклопи во таква средина и тоа е веќе низ моето искуство го заклучив дека колку и да се трудиме ние да ја наметнеме таа култура, некои луѓе едноставно не ја прифаќаат и ќе се најдат како исфрлени од системот и сосема е здраво. Битна е одлуката на менеджментот. Ако ние сакаме да градиме таква средина, да не отстапиме од тоа. Верувајте, кој не се препознава, сам ќе се изфилтрира. Да, ова е доста интересно и целосно се сложувам со тоа, бидејќи некогаш отворениот разговор со одредени вработени колеги едноставно дека културолошки не припаѓаат таму. И тоа сметам дека нема ништо лошо во тоа, бидејќи не се само техничките вештини битни. Сигурно се случило да имате некој што е навистина способен, стручен, со години искуства, ма културолошки едноставно не се наоѓа во организацијата. Дали на пример и средниот менеджмент кај вас добива поддршка да ги разрешува тие работи на конструктивен начин? Да, можам да се сложам со тоа што го кажавте и ние сме го виделе тоа, многу често сме го виделе низ имплементирањето на низа проекти и програми. Културолошката идентификација со компанијата е многу значајна, затоа што секоја компанија има своја култура, носи своја култура. Она што беше огромен предизвик за мене е да ја променам културата на компанијата и се работеше на тоа многу напорно, особено што и на ниво на групација ние имаме воспоставено други корпоративни правила и друга корпоративна култура која што требаше некако да се отслика низ на нашава локална компанија, така да тоа беше навистина голем предизвик и можам да кажам дека ние се уште работиме како менеджмент, со моите колеги се уште работиме на таа културолошка идентификација на целиот наш тим. Многу сме напреднати, многу сме постигнале во тоа и пак ќе кажам, се тоа зависи од вработените колку ќе го прифатат тој пристап, односно тоа што ние го носиме како начин на кој што сакаме да работиме. Ја чувствувам таа позитивна енергија дека се поддржува она што го
на некој начин представуваме и она што сакаме да го постигнеме, и се друго е техника, нели, и вештина како тоа ќе се направи. Колку се повеќе и повеќе жените во бизнисот добиваат поддршка за да растат на повисоки позиции, за да ги унапредуваат своите вештини, да даваат многу повеќе од тоа што досега на пример имале за жал можност во оваа држава да даваат, колку ние како лидери треба да бидеме поддршка за таа како да кажам, рамноправна, еднаква селекција на едни лидери, не само одредени шаблони кои што се користеле до сега. И како вие како личност, како лидер, како менаџерка го поддржувате тоа? Па се ова што сакаме да го постигнеме, зборувавме, нели, за чувства, зборувавме, нели, за водење на база, нели, на поддршка, на база на разбирање. Тоа се едни карактеристики кои ги носи жената, нели, со себе. Апсолутно. Од тука, нели, несомнено и студиите покажуваат дека вклучувањето на жените во управувањето на компаниите може само да донесе на долг рок корисност, затоа што пристапот кон проектите, кон управувањето со тимот е со едно разбирање, со една почит, поддршка, спремност да се помогне во секое време, па од тука несомнено дека тоа е патот по кој што треба ние да одиме. ЕОС како и компанија на локален пазар, но и како групација дава силна поддршка, нели, на жените на менаџерски позиции. Исто така, дел од една моја активност е, нели, како амбасадор, нели, на жени вклучени во раководни позиции на Адрија регионот, нели, тоа е Women on Board Адрија. Тоа е еден нов предизвик кој што почна од минатата година, каде што со низа на активности се трудиме тоа да го промовираме и да го поддржиме. Во тек се припрема на неколку иницијативи, нели, со координаторот за регионот, кој што допрва може ќе имаме прилика во друга некоја емисија да ги продискутираме и да ги представиме, но тоа е нешто за кое што јас ќе се потрудам силно да го поддржам и се трудам, нели, во рамки на мојата организација да ги поддржам жените, затоа што она што е карактеристично за нашето општество тука е дека на жените навистина им е потребна поддршка. Јас пак ќе кажам, тоа е одлука на жената, дали и колку ќе се вклучи на високи менаџерски позиции, меѓутоа не може да го направи тоа без поддршка, мора да бидеме реални, тоа да го признаеме, затоа што е такво уредувањето во кое што сме растеле, сме и сега се уште живееме, така да поддршка е потребна и од компаниите, но и од институциите и од општеството како целина. Мораме да апелираме дека и самата држава, самото општество мора да обезбеди предуслови за жените да се развиваат. Иначе ние можеме да зборуваме, да им даваме поддршка, но сепак има одредени активности кои жената треба да знае дека се средени, организирани, за да може да продолжи да се развива во својата кариера, затоа што жените не предпочитаат да остават незавршени работи, нели? Така да и така е, доколку се одлучиме дека ние ќе одиме на патот на кариерата, секоја жена е целосно исполнета, толку исполнета според моите видување во сите области и сите сфери од животот. Значи жената мора да е сигурна дека е семејството згрижено како што треба и организирано како што треба, за да може да се посвети целосно на организацијата. Така да тука апелирам на, нели, тие поддршки во смисла, нели, на згрижувачки центри за децата, како што се градинки и така натаму, кои треба да го поддржат динамичниот деловен свет. Институционално треба да има поддршка, за да има услови. Еве, така, што се вика зборот, дури во една теретана да отидеш, убаво би било да има каде да може да добиеш поддршка, например, деца да оставиш, да има време за оддишка, пошто гледам дека едноставно начинот на кој што се функционира тука нема сапорт систем за овие работи. Да, за жал нема и жените мора и тоа да го организираат на свој начин, нели? Меѓутоа пак ќе кажам, тоа е зрелоста и свесноста, нели, на општеството. И од тука ние треба нашата борба подеднакво да биде насочена не само кон охрабрување на жените да прифаќаат такви позиции, менаџерски позиции и раководни позиции, но и да охрабруваме и да лобираме и во рамки, нели, на општеството и на државата да направат поддршка, да направат нели системи кои што ќе поддржат жената во незината кариера. А колку е важно, еве сега и друга тема, да се поддржуваат и младите, да бидат похрабри, да се охрабрат и да земат таква тим лидерска,
на позиција од среден менеджмент, од топ менеджмент, порано во својата кариера, особено ако имаат потенцијал, пошто нели во нашето општество да речеме и со низ години се случувало, не треба 10, 15, 20 години да поминат за да ти да добиеш некоја повисока функција. Колку младите треба да ги поддржуваме исто во оваа работа? Мислам дека младите тоа го носат сега со себе, можам да кажам, дека младите во денешно време се многу посигурни од времето кога ние растевме и се создававме како кадри, и тоа е, мислам, реалност која што треба да ја прифатиме. Она што можеби им недостасува на денешната младина е свесноста за степенот на знаењето кое што е потребно за да може да се води една таква позиција. Тука јас би алудирала, односно сега веќе претпоставувам дека можам слободно да кажам дека до израз треба да дојдат лидерските способности на менаџерот кој што ќе негува еден млад кадар на таква позиција. Односно, младите не може да се остават сами на себе, затоа што тоа не е добро, не е здраво и за самите млади кои што премногу притисок. Да, мислам кога ќе станат свесни за тоа дека го немаат знаењето, може да се прекршат и да отидеме во сосема поинаква насока, но не е добро ни за организацијата. Затоа ќе кажам дека убаво е да се искористи тоа што младите имаат таа сигурност, но ние треба по старите генерации на менаџери, на лидери да им дадеме таа свесност за знаењето кое што им е потребно, да ги насочиме кон тоа знаење, да им го пренесеме тоа знаење и тие вештини што им се потребни за да се носат со позицијата. Дали менторски пристап е најдобар пристап за едукација во овој тип? Да, менторскиот пристап да, при што менторството е многу специфично. Нели, тоа мора да се развие посебна програма за тоа, зависно од секоја позиција и бара посветеност, нели? Не е само да се прифати некој и да сметаме дека сме ментор без прито и да се пушти низ вода, него треба постојано да се посветува време, секојдневно да се негува тој кадар и да се унапредува во вештините и во знаењата. Да. Апропо тоа, колку, например, процесите и процедурите и фактот што EOS Matrix Македонија е ISO сертифициран, колку тоа помага во оптимизирано работење и ефикасно работење? Многу, премногу. Можам да кажам дека тоа е суштината на успехот во една организација. Колку ние да велиме дека сме добри, тоа треба да го потврдиме, нели? На база јас верувам во метрики, верувам во индикатори за перформанси и верувам дека тоа точно отсликуваат како работиме. Она што е мојот пристап и тие што соработуваат со мене знаат, стандардот треба да се живее во секојдневното работење. Значи не сум од тип на менаџери или лидери кои што сакам да го имам стандардот заради тоа што тоа е добро за индустријата и за тоа кога ќе се појавиме некаде. Не, мене тоа не ми значи ништо доколку ние тоа не го практикуваме во секојдневниот живот. Така да во рамки на EOS имаме посебен оддел кој што работи на проверка, секојдневна проверка како се имплементираат тие стандарди, затоа што ние сме сертифицирани со еден многу специфичен стандард кој што 4 од финансиските друштва и компании сме единствена на пазарот, а тоа е најновиот стандард за заштита на лични податоци 22701, тој е многу специфичен стандард и имаме разработено цела една методологија за проверка на нашите секојдневни практики и оценување колку навистина го имплементираме тој стандард, и тоа, верувајте, колку и да го правиме редовно, секогаш има нешто што значи унапредување, подобрување, не секогаш и активностите одат во насока на тоа како процесите се поставени, така да тоа е еден континуиран процес на усовршување во делот на стандардите. Ако сакаме да ги имплементираме, може многу да значат за организацијата. Јас тоа можам навистина од искуство да го потврдам. Тежок е тој процес да се прилагодат вработените кон тоа дека така треба да се работат, бара низа на промени, нели воведувањето на тој стандард значеше кај нас тектонска промена на начинот на кој што ние ја работиме нашата работа, меѓутоа одлуката беше таа, ние мораме да имплементираме доследно она што е дел од нашата и корпоративна политика за водење на нашата дејност, тоа одговорниот начин на работа, пристапот, почита кон клиентите и соработниците со кои што секојдневно сме во комуникација, и тоа не одстапивме од тој план и можам да кажам дека денеска успешно го имаме имплементирано, а процедурите многу ни помагаат да се подобруваме секојдневно. Колку, например, искуството кон вашите корисници, колку фидбекот од нив ви помага вас да растете како организација?
Па можам да кажам дека многу ни помага, многу ни помогна и во минатото да станеме свесни за тоа каков е нашиот пристап, нели? Затоа што ние од самиот почеток се бориме со некои стереотипи во поглед на тоа што работиме и како ја работиме нашата работа и мислам дека доследното обстојување на начинот на кој што ние си пристапуваме доведе до тоа денес да бидеме навистина почитувани и ценети од оние со кои што соработуваме. Ние имаме еден механизам на повратна комуникација и многу често се случува да доаѓа до нас повратни коментари од нашите корисници и поуспешно завршување на некој процес или на преговарање, што особено мене ми е драго. Генерално имаме позитивни коментари, а секако секој коментар е добре дојде нели за подобрување. Фидбек, нели, користење на повратни информации кај нас е составен дел од работењето и јас тоа многу го охрабрувам и го почитувам. Значи, корисничкото искуство кај вас е многу важно. Колку е важен сегментот на едукација? Еве, например, со Finance Talks гледам дека навистина одите еден чекор напред, каде што сакате да вклучите и други чинители од деловната заедница во Македонија. Колку ова ви е вас битно како компанија и колку тоа е навистина битно за градење на една свест кај обичните граѓани? Па можам да кажам дека е од огромно значење, затоа што и она ние што го работиме и пошироката јавност да разбере зошто сме ние тука присутни на пазарот, оди рака под рака со подигнување на степенот на знаење, односно на таа на финансиското знаење, проширување или достапноста на финансиското знаење за секого. Ние со платформата Finance Talks сакаме да создадеме простор во кој што ќе се зборува за теми од областа на финансиите, затоа што нашата крајна цел е нели да ги подобриме финансиите кон подобро. Како дел од нашите одговорности како компанија, како групација е и финансиската одржливост, а тука алудираме на достапни платформи и програми за финансиско знаење до различни области, до различни категории нели на граѓани. Меѓутоа Finance Talks е само еден сегмент опфаќа нели тој дел на финансиска едукација, другиот сегмент е платформа во која што ќе зборуваме за стручни теми од областа на финансиите, односно како да ги унапредиме, како да донесеме една меѓународна експертиза на нашиот пазар и како да ја имплементираме, да ја примениме. Многу често се случува да постојат одредени нели недостатоци во рамки дали на законската рамка, дали во рамки на степенот на општествениот развој и за да може да се прифатат, но ние сме тука, ги наоѓаме механизмите како тоа да преку една комуникација, како тоа да го доближиме нели до граѓаните, така да само еден сегмент е таа финансиска едукација кон која што особено ќе се осврнеме и во наредниот период, тоа е исто така еден нов проект на кој што работиме. А колку е важно градењето партнерства во подобрувањето на општо на сите работи во општеството, во соработката помеѓу бизнисите? Колку е битно нели таков момент да има во мантрата на една компанија за да идентификува партнери и да може да расте заедно со нив? Па да, градењето партнерства е дел од нашата исто така корпоративна одговорност, на нашето корпоративно делување. Ние може да кажем дека и се ова што до сега сме го постигнале на база на долгорочни партнерства со нашите клиенти и таа доверба која што ја уживаме од нашите клиенти за тоа како ние ја работиме нашата работа, начинот на пристап. Тоа е се нешто што со години сме го граделе, нели? И можем да кажем дека партнерствата се основа за долгорочен успех. Затоа што тогаш не само што се познаваме меѓу себе долго време, меѓутоа веруваме на практиките и на начинот на кој што работиме. Па од тука можам да охрабрам само дека партнерствата е нешто кон кое што секоја посериозна организација треба да се стреми, но кај нас партнерствата и не се така нели лесни за поставување, затоа што постојат низа на нели корпоративни правила кои што ние мораме да ги исполниме за да воспоставиме таков деловен однос. Сепак правиме доследна нели проверка на соработниците наши, бараме од
нив да почитуваат одредени политики на однесување, политики на делување во согласно со најновите меѓународни и европски регулативи, што беше многу тешко нели да го објасниме на нашиот пазар, на сите наши добавувачи. Мислам наједноставно добавувач на канцелариска опрема кај нас мора да потпише таква политика, нели? И тоа додека го објаснивме и меѓутоа се практикува, нели пак тоа е некоја европска практика која што сме имплементирале на нашиот пазар и може да кажем дека полека се менува нели свесноста кај сите чинители. Затоа ќе кажам да, партнерство, но сепак и нели не по секоја цена. Нормално треба да се бира и со кого се соработува. За крај, која е една убава мисла која што би ја дале на млад човек кој што сака да расте, да се развива во својата кариера и да успее да стигне до некоја лидерска позиција, особено во, да речеме, финансискиот сектор? Еве, што е тоа што треба да им биде како водилка за да може да успеат? Што е тоа што вие би им го препорачале? На младите, земејќи во предвид нивната природа и нивната самоувереност, можам да завршам со мислата на Нелсон Мандела, таа ја истакнав за нашата 20 годишна прослава, а тоа е во моментот кога ќе си скачите на еден врв и помислувате дека сте го освоиле, станувате свесни дека постојат и други врвови кои што може да ги освоите. Така да продолжат така, меѓутоа да се целат кон други и уште повисоки врвови во нивниот развој. Многу мисла, ви благодарам многу, Катерина. Ви благодарам.